Браке му реква, спреми ми кјута, да ти кажам. Што стварно е големо ова, бе. На една шведска маса. Колку ребра има тука. И ти со цел памет купи Ford Transit. Како да не купиш, бе? Знаеш колку шведски маси собира? Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости Мија Костова и доктор Боби Лазаревски. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, ова е новата една ден. Димитриевски, много рано што сте тука со нас. Здраво, публико! Здраво, Пеперминт. Како си? Цела да е. Знаете што, на Facebook има сериозна измама во пораки. Ве молам да не наседнувате. Да, ако некогаш добиете порака, дека сте добиле, као демек, бесплатен даунлод на новата субвенционирана песна од Канго, ве молам не кликајте, зашто знаете што всушност ке симнете. Песна и спот од новата субвенционирана песна од Канго. Никако. Не. Трамп, председателов на САД. Поради тоа што е еден од најстарите председатели во историјата, новинарите го запрашаа дали е вистина дека има проблеми со слухот. Но ова Трамп одговори: не, немам проблеми со внукот. Инаку навистина е Трамп еден од најстарите председатели. Кога му ја кажа оваа статистика во рајот, Киро Глигоров рече: "Bitch, please." Се сменија времињата, значи толку многу се сменјат и што некои изреки стари немаат везе со новото време, џабе постојат. Например, онаа позната на изрека: "Дај му на човека риба и ќе си цел ден, научи го да лови риба и ќе си цел живот." Тоа луѓе денес не важи. Знам, денес, ако на човека му даеш риба, ќе ја слика за на Инстаграм. Па филтри ќе става, па хаштаг риба, хаштаг забава, хаштаг инстаграмджи, хаштаг скара. Научи го да лови риба, ќе се утепа од постирање на Facebook, learning to fish. Па ќе се тагира на езеро, па на Твитер ќе мрчи колку е досадно рибарење. Други времиња се. Што да му прави? Војка ми вчера доаѓа нервозна Ифрит и викам: "Што е работа? Што се случува? Кој ти кажал? Што ти кажал?" Му викам: "Чекај. Што е работа?" Викам: "Што е работа, кажувај." Викам: "Огромна грешка." Викам: "Каква бре огромна грешка?" "Пресече 3 сантима поише, што треба огромна грешка." Викам: "А сега 3 сантима огромни ти се, не?" Нова фотелја од Office Plus? Благодариме. Одлична фотелја. Опа! Некогаш само една буква знае да смени се. Да. Мислам, добро, ја не сум Маре, туку сум Жаре. Но, еве зашто правам муавет. Значи, треба да внимавате, пример, кога си пишувате пораки, нели, овие ауто, коректи, сите тие работи. Например, како да ви кажам, мене ми се случи еднаш да напишам после многу убав ден со девојка ми, срце, многу убаво си поминав денеска, многу те сакам, но не напишав тоа, напишав многу те какам. Сега. Има случаи, сум слушал, кај што дечкото не се вика Златко и навистина не е паметно да му пишете наместо "те сакам Злато", "те сакам Златко". Значи, не е тоа. Тој не се вика Златко. И 300 други работи. Размислувајќи за оваа ситуација, решиме да видиме што ќе се случи ако промашиме една буква во познатите македонски филмови. Значи, ова е сегментот македонски филмови со плюс минус една буква. Например. Да. Еве зашто зборуваме.
зборам за джинглот во живо, изворено, со плюс минус. Сенки. Го знаеме сите, филмот, убав филм, супер филм, Милчо Манчевски. Епа Сенки, ако му промениме една буква, може лесно да стане Шенки. Значи, многу лесно. Или, познатиот викенд на мртовци, ако му смениме една буква, ќе стане викенд над мртовци. Да. Познатиот артист да викенд. Или филмот, ова не е американски филм. Може лесно да стане, ова не е американски филм. Значи, очигледно дека не е американски филм. Големата вода. Големата вода. Зошто да не е големата мода? Големата мода. Панкот не е мртов. Добар филм. Панкот не е мртов. Епа извади едно Т и станува Панко не е мртов. Да. Панко Брашнаров. И за крај имаме еден многу добар филм, тоа е впрочем можеби најубавиот цртан филм во историјата. Добро, не е македонски, знаеме. Но не можевме ова да не го направиме. Значи, кој не се сеќава на Кралот Лав, изворено ремек дело, епа додади му една буква и станува Кралот Влав. Така реков? Пју. Спаси, извини, нешто правев муавет со публиката. Кого збориш таму? Како си? Арен, ти како си? Спасе, слушај, ти задзвони, тоа се е окей. Ама, значи, последна епизода ни е во студио оваа сезона, дај да не се замараме со тебе. Ајде, чао, Спасе. Не сум ја тој Спасе, а друг Спасе сум. Младиот Спасе сум. Друг е. Младиот Спасе? Да, млад Спасе. Друг е овој. Окей, млад Спасе, како се викаш? Како ти името? Па млад Спасе. Окей, млад Спасе. Уствари, јас сакам толку сум млад, што сакам да ме носиш на оваа програма за млади, што беше. На еден недел летување сакаш да одиш? На таа, да, сакам најзакон одмор кај што има ова лето на Кавос, Глифада таму. Сакам и Кавос кај што се журки таму, сакам и Глифада. Ти у Атина ли си? У Атина е Глифада, точно у градот, да. Епа таму сакам да одам. Ама не може да одиш. Зашто бе? Што си Спаси и не си млад. Не ги замаре младите, нека си одат на одмор. Ај, чао, Спаси. Кажам на Мешевски, бе, дирек. Ај, го и Мешевски. Кај си, жаре? Здраво, здраво. Давна се неаме видена, бе. Давна не сме се виделе, не ме зезај, па ти си јас минатава сабота се... Фокусирај се, Мешевски, немој да ме зезаш, значи. Абе, фокусиран сум се, кој те зеза, бе? Цело време сум си фокусиран. Па како, малце, шо грешиш работи, како си фокусиран? Не сме се виделе пред една недела. Абе, фокусиран сум си, бе. Си купи Ford Focus, бе. Супер цена. 13.990 джабалак. 13.999 е цената на новиот Фокус? Точно честито, така. браво. Провери си. Браво, ќе го Ford направам Mide. тоа. Само морам да те Провери си. пофалам, Ова од партија ли е кажано вака црвено-жолто? Комбинација. кетчап и мајонеза, бе, каде Кетчап другарам и и мајонез. Браво, чао Мешевски. Да, инаку ова е последно еден снимање во студио за оваа сезона. Ни остануваат уште пар епизоди на дворешни еден специјали. После тоа ќе тргнеме со best of епизодите, ќе ви ги покажеме најубавите работи, интересните работи што се случи оваа сезона и здравје, потоа одиме на одморче и се гледаме од есен повторно. Така му доаѓа. Вие останете со нас, Мија Костоја и доктор Слободан од Систина се тука, доктор Слободан Лазаревски. Па, во стилот на Жаре очекувам да биде екстра забавно и се надевам дека нема многу да бидам малтретирана со прашања. Јас исто така мислам, очекувам забава. Пред се забава на гледачите, да се разбере јас се забавам. Ќе да сагам до последната реченица. Но стој, 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 се залюби во твојот нос. Браво, идеме на еден и имаме конечно и гостин.
Да, поточно е гостинка. Многу згодна гостинка која и како ја знаете, со годиништа е на телевизија, исто така и супер позната градска фаца, многу популарна и на социјалните мрежи, многу ми е често прв пат доаѓа во еден на еден, иако се познаваме подолго време, тука е Мија Костова! Видете, како е? Ми направи трема од најава. Ема си згодна. Видите тука жичката на ногата? Мислам, Дека на животот стапалото. секогаш ми оди во вистински правец. Браво. Фантастично. Така секогаш да ти Така? биде. Многу ми е кеф што доаѓаш. И мене ми е многу кеф што ме покани. Ова е нова. Чекав цело време. Нова боја? Нова ми е бојава, да не речам стара 2 сата, и е на Ада Мурис Хамзич. Браво, добро. Да. Кул. Нешто може да направи околу мојот косопаст или тоа не е работа? Чуда прават неговите раце. Вау! Се јавиш. Добро, кул. Реков годиништа на ТВ. Да. Нели, од кога? Прв пат онака пред камера, кога застана? Па е Се сеќаваш? птена со одветното годиништа. Повеќе од 15 години сум на телевизија. Првиот проект ми е всушност 99 Action. Значи тоа е прво? Да. Со Мартин и Билјана и Да, се... тоа е најпрвиот проект и сосема случајно ме наоѓаат, односно ме наоѓа Мартин. Мартин Чугов. Да. Супер. Гледаш, тука види има се. фризура као мојата, тоа е Да, таа мода што видиш? се враќа. Баш така. Да. И како те наоѓа случајно? Каде? Во град? Не, во градиште на плажа Не во на град, во градиште. Во градиште, да. Добро. Тогаш бев за прва средно, значи многу мала. Завршив 8 оделение. И сосема случајно со некои другарки бевме на плажа и седевме на шанк. И Мартин снимаше некој прилог за тогашната 99 Action. Так. И тука се моташе со некоја камера и му се вида некоја симпатично девојче и ми рече: "Извини, да ти поставам 2 прашања да одговориш?" И ја реков: "Да, нема проблем, обично нели сите се буткаат од камера, не сакам, немој мене." Ме сними и пошто тогаш важеше за еден од нели најзгодните момци тоа време, ми побара број и јас Емисија беше и све. Да, скроз. И ми побара број и јас бев малку скептична, пошто е мала, си викам, што сега овој да ми земе број сега, пошто беше бајги постар од мене, уште е, ама сега не се осеќа толку. Тогаш Мартин има 25, Ете. да, баја ги постар од мене, ама некако ај му дадов телефон и мислев дека ништо од тоа нема да бидне. Дојде септември, ми се јави Паковски, тогаш, А не Мартин? не Мартин, и На ме Цаци побара татко има, на Цаци татко и да. Да. Ми се јави и ме побара за некое пробно снимање кое што помина екстра добро и мислам дека од следната емисија веќе бев дел од тимов на 99 Action. Немаше трема? Тогаш не сум имала Нигде ни никаде на памет на камера. 15 години за да Што имам викаш, да. трема. Ама секој Ама чест за ми храброста беше, да ти кажам, супер што така си искуство ми влегла. беше. Тоа е Многу добро. убаво време. Ама бекстејдж беше и позрела и се... Како па тоа тргна, дај кажи ми? Со бекстејдж приказната е многу симпатична, затоа што јас и Блажевски се познававме многу одамна, уште на времето кога водевме квизови оние 0800, што одеа во живо, не знам да... 0500 или Не, за 0800? 0500, 0800 се. И беа, не знам дали се сеќаваш, као со награди, траја по 1 сат во живо и од Добро. тогаш уште многу одамна се познаваме со Блажевски. А Блажевски тогаш уредник на бекстејдж, така, претпоставувам. Тогаш не постои бекстејдж, А, ова е не многу постои. одамна. О, добро. Фактички ние имаме многу долго познанство, некои 15 години и повеќе се окей. знаеме. И откако јас имав еден неуспешен проект на една АБ канал телевизија, ако памтиш, АБ канал. да. Андрески Бојо канал. Тој. Да, скроз. Соуредник Мелита Ракичевиќ, тогаш. Таму не испадна работа, значи. Таму многу кратко бев Добро. и откако Блажевски вида дека нели ми е нанесена неправда во еден момент и ми е одземена насилно емисијата која што беше авторска. Така. Мислам дека повеќе пријателски ме побара да бидам дел од бекстејдж отколку што му бев потребна. Реално во тоа време бекстејдж имаше водителки 4-5. Тогаш беше и Маријана Станојковска, беше Снежа Велков, Бевте лепотици. беше Драгана Чуприна. Имавте и фотосесии, некои доста провокативни, се убави. сликавме. Да. Само кратко многу Ајде. да те вратам. Што викаш насилно земена, кај пукна тиквава ваму? Што се исподеси? Зашо така насилно? Па мислам дека беа во прашање некои, не знам, авторитети можеби на лажни авторитети како уредник, како
мислам дека имаше некој спор она со мене во тоа време, иако сега сме во сосема нормални односи, не дека нешто се дружиме, меѓутоа имаме најкоректен однос. Значи Мелита како уредника, ти Јас како автор на емисија, Добре, која и- спаѓа под забавна програма на која што и несогласување, и тоа е тоа. Несогласување и она Мораше да ми одиш. забранува емисија во 5 до 12 која што оди во живо заради тоа што не се согласува со изборот на гостин. Така. И јас заради тоа што веќе го имам договорено гостинот, и е многу безобразно да му речеш извини, ама шалили сме се, нели? Добро. Не доаѓај, ќе најдам друг. И јас си викам дека ако не дојде тој гостин, емисијата нема да оди. Аха. И она не ја прекинува емисијата, туку во рок од 3 часа за емисија во живо менува водителка и ја става на моето место. Хел е. Да. Сега, ајде ќе баталиме медиумиве. Јас лично ти посакувам се најдобро и што побрзо да се реши за нешто што ќе биде онака саглам, што ќе ти Се надевам. исполни како што сакаш. Ти сега си била во љубовна врска и со женско и со машко. Така? Озбилно ли? А? Да? Да. Што е подобро? Ова прашање не ми го кажа. Тоа исто како да ме прашаш дали е подобра оваа девојка што ти е сега или оваа што ти била кога си пред да ја упознаеш оваа сега. Држи вода. Да, добро. Ама не така, него знаеш, претпоставувам дека женско е поразбирливо, не знам, машко бе. Како ќе се разбереш со машко, ја не знам. Зизнато со женско што на пример кога викаш сакам да идам со другаркиве на кафе, глупо е да не дојде и она, разбираш? Добро, да. Ама за шолјата во купатило не се расправа. Не, никогаш капакот не е кренал. Нормално. Ете една позитивна работа. Добро, кул. Океј. Имаше многу во тоа време беше ептен се бруеше околу тоа една фотосесија за Playboy која што остана запаметена ептен каде што бевте ти и Маја. Да. Тогаш бевте заедно. Да. Како стига уопште некој да ти се јави и да ти бара? Мислам, види. Пак Маја со кусака во мојата видео, ова е Точно. нешто многу чудно. Ретро одиме денеска. Како стига некој да ти се јави за Playboy и да бара ваков тип на фотосесија? Како одат преговори едно друго? Знаеш. Видете, многу интересна работа, Владо Вучковски е исто на... Видиш? Времињава. Ме контактира веројатно тогаш уредник Билјана Зафирова, ако не се лажам. Добро. Искрено ми беше мене ова многу убава приказна за да се испромовирам така како што беше договорот. Меѓутоа, Македонија како Македонија се падна во вода, значи мислам дека дури ни организацијата, ни начинот на кој што се работеше не беше како што би му доликувало на еден Playboy. Многу ми е криво што испадна така целата приказна и што Ти со кеј влезе во цела работа? многу бев задоволна од понудата. Бев задоволна и од тоа како се договоривме за пари, бев задоволна и од фотографиите и од тоа како изгледаше се. Прво незадоволство, кај ти пукна онака лично? Парите не ги исплатија никогаш. Да. Исплатија една многу мала сума, некој не знам. Може кола да се купи? 30 со сумата што ја исплатија, не, со сумата на која што бевме договорени, да. Штета. А колку исплатија постоа, да речеме? 30%, не. 25-30% штета. од цела сума и тоа си беше натегање, ајде не овој месец, ајде следниот, ајде овој, ајде оној. На крај стигнуваме до една тужба. И судови, значи. И судови, со тоа што дотолку беа очајни Playboy во тоа време, спремија една контратужба за објавени фотографии на мој личен Facebook профил, при тоа фотографиите одеа по сите весници и на сите портали. И покрај контратужбата ние ги добивме, ама џабе го имаш спорот кога на луѓето немаше што да им се земе. И значи ја добивте тужбата, а пари нема. Нема ништо. И на тоа остана до ден денес. Да. Ајде. Тужбата ја добивме, меѓутоа пари нема од кај да им се земат на луѓето затоа што биле веќе во долгови, имали и други судски спорови. И него го нема веќе, Playboy го нема. Не. И ајде. Па нешто не советуваа да одиме до главното представништво, да пишуваме, ама тоа мислам дека само ќе се тегневме, ќе се влечевме. Ако сакаш спасе со Хју Хефнер е... Така? Да среди работа. Штета, секако. Имам чуено. Ќе ми кажеш дали е вистина или не. Имало некое типче
што онака здраво ти изима изманијачено од прилеп некој. Онака, мија до коска. Тоа беше една многу симпатична приказна што траеше 6 месеци, која што веќе почна да станува морбидна. Опа. Па морав да фаќам врски затоа што не одело да така преку полиции, преку чуда врагови, Како морало оди? да има закани по живот, по не знам што, за да се пробие Facebook профил и такви ствари. Веројатно човекот си имаше некоја мака, некој психички проблем и пишуваше константно големи долги реферати, во кои што е најтрагично понекогаш нешто ќе погодеше. Значи си била со Од приватен другарките, живот, да, си била со другарките денес, и јас стварно сум била со другарките денес. И Шерлок. сега си викам, да, можно ли е да е тука негде позади, малце така непријатно. Па јас кога ќе дојдам во октомври, ние ќе се земеме, па такви приказни. И на крај, Вау. успеваме една фина екипа да го хакне и да заклучи дека не се работи за ништо страшно, туку се работи веројатно за човек со психички проблем кој истото идентично им го пишува на неколку јавни личности. Значи, он си ловел на широко, па кај упали. На истата прича, ти си за пари, со мене сите пари ќе ги добиеш, целата љубов, ти си, да, и така. Прстени, некој златни да, и ланац. 6 месеци. Вау. Блокирај го на едно, А си се отвори исплаши ново. онака, па нормално, Па на добро моменти сега. стварно ми беше непријатно. Така е. Да, на моменти стварно ми беше непријатно, зашто имаше работи кои така од нигде никаде ги Кога сме погоди. кај тоа излегуваш да речеме на пијачка, така со другарки и се и си супер згодна девојка, тоа нема што да се лажеме. Ти доаѓаат вака да здраво. За дивно Цуцо. чудо, мене тоа Нешто? не ми заслучува. Не. Сериозно, значи да сме излезани 10 другарки, на 9 ки им се пуштат, мене не. Веројатно заради тоа што имам некоја може малку дрска и безобразна фасада, па не знам, не може си сум таква? малца, не, многу сум Сериозно, мирна и значи, а? фина, да. Многу сум. Е добро, што треба за човек да ја помине преку фасада? Биде пример ќе ти дрвопија. така, да се не значи. Да, Значи едино дечки која ја така. гледате ми, ја здравете На 2-3 трезно, килчиња да му се. на трезно тешко. Добро, окей. Кога сме кај ова, ако Маја била женско, дали Бетмен бил од меѓу машкиве некој? Види Тој да ти кажам, инаку е од овие, илинденците, нели? македонскиот Че Гевара. Бетмен Карев, ако не го знаете. Да. Види да ти кажам, тоа беше една многу симпатична дружба од неколку месеци. Па, значи имало нешто. Не би рекла нешто. Дружба, Сме се стварно. бациле. Па да не те излажам, ама да. Кој го познава... Бетмен бацвит? Кој го познава Бетмен од предходно, значи од пред да стане ова што е денес. Илинденец. Илинденец. Така. Ќе се сложи со мене дека се работи за еден исклучително духовит и паметен дечко. Што понатаму прави и како сето тоа изгледа, мислам, се оградувам и не би сакала да коментирам. Тоа значи дека веќе не Не се бацувате? Многу одамна, не. Много. Окей. Ти сметаше кога го гледаше качен на трактори или whatever? Не ги следам воопшто. Политика не пратиш? Не, ич. Успеваш? Дури на моменти кога успевам, да. Дури на моменти кога ќе кажат те влегли у собрание, викам кој влегле? За што бараат у собрание? Значи стварно сум комплетно оградена од тоа, пошто ми прави терет у текот на денот, зашто само за тоа се зборува и пробувам колку можам, дури да не отварам и портали, ги рипам тие вести затоа што стварно ми се мачи. Добро, ама сигурно во тоа ти помага и фактот што голем дел од времето му го посветуваш на твоето прекрасно синче, кое е многу убаво и паметно. Да, Јас Андрија, сведочам да. за тоа, така да, нели? Пред известно време ми излезе, еве го, Андрија. Пред известно време ми излезе слика од 1 мај кај што славиме заедно пред 2 години. Точно, да. Да, кај што Бетмен не се да. бацувавме, значи. Не ни беше, немој да ја се- лажеш. Не, ја и ти, да не мисли. А не. Немој. Заедно си бевме сите Знаеш, утре вака ден ти едно со неа 1 мај, луѓе. или тој од прилеп да ми дојде, не, така. И кажи ми малце еве за бидејќи се реши ти си една од ретките така храбри што решава да ќе си бидам самохрана мајка и тоа е тоа. Ќе се сликам за плейбој, после ќе си родам едно дете. Ти требаше за тоа подршка или моја одлука гајле ми е дали ќе ме поддржуваат или нема или. Искрено, во прво време кога останав бремена, морам да признаам дека се нечкав околу одлуката дали да родам или да не раѓам. Имав нормално
Од една страна луѓе кои што ми вика ќе видиш пекол, не е тоа така лесно и едноставно. Добро. Тоа е одлука за цел живот. Другите ми викаа дека коцките ќе се наредат во моментот кога ќе дојде дете на свет. Првата слика на Андрија. Се решив да го родам детето и покрај тоа што знаев од прилика што да очекувам, не бев нешто зелена и млада, имав 27-8 години. Сосема зрел. Да. И сметам дека после 5 години, Андрија ќе полни 5 години сега во јуни, она е мојата најдобра животна одлука. И сметам дека таа теорија е сосема точна, дека кога ќе дојде дете на свет, коцките се местат заради тоа што ти се палат некои чудни сијалици во глава, како да направиш, како да овозможиш. В смисла работи што не си ни била свесна дека можеш да ги направиш? Да, ги правиш без никаков проблем и напор. И стварно, работите си се местат. Мислам дека ми се падна така кармички како за самохрана мајка едно извонредно дете, многу воспитано, многу мирно, многу послушно, многу адаптибилно. Така да и да го вратам времето назад, никогаш не би направила ништо. Браво, браво. Кул, ќе те замолам да останеш тука. Ќе дојде доктор Боби Лазаревски од Систина. Ќе изиграме заедно една игра. Ќе позбориме малку за инвитро, седи, може да ти треба. Не, ќе изиграме малку игра, па после ќе те ослободиме. Значи уште малку остани, ама во меѓувреме гудни чачачиња за тебе обавезно, витаминка пакетче. Нормално не за тебе, туку за мене, ете така. И да видиме што имаме за Мија. Да, имаме кошулче едно, Даниел Кристенсен, изволте. А кога сме веќе кај сето тоа, да си одите заедно викенд за двајца во хотел Гогов во Пекчево, да си одморите базенчиња, ова е она спа и такви работи, зиплайнови. Со бебе пуштаат, со дете, така? Со дете обавезно пуштаат. Чак мислам дека може да го шмугнеш, да земеш друг, па да отидете као... А да им го оставам дете во на викенд? Не идат. Мија Костова, дами и господа, вешо. Тоа е прекрасно. Значи, во моментов овој човек е семоќене. Зоран Заев. Имаме сигурно околу 10.000 циклуси и може и повеќе, негде 5-6... Тоа што значи 10.000 деца се... Не, негде 5-6.000 деца имаме. Така му Еден мал град во Македонија, да. Побрзо плаќање од ова. Здрави! Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see you in that bitch, shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete in. I can freak fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps in. I guess that can't get any 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 in. Ayo, I heard you riding with the same tall tag.
кога две нешта прават нешто уште подобро. Шоко Стови Флипс. Две од оливо. Витаминка. The more memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. Прочитај повеќе. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот, совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Вниманието кон оние кои ни се најблиски е една од нескапоцените човечки вредности. Вложувајќи се и посветувајќи се максимално на секој детал, дури и најситниот, затоа што во борбата со канцерот тие заслужуваат нашата целосна поддршка. Бидејќи нашите најблиски се оние кои го исполнуваат нашето секојдневие со скапоцени моменти. Моменти за кои вреди да се бориме. Аџи Бадем Систина, Центар за онкологија и радиотерапија. Кога ќе порастам, ќе станам вице-премиер, ќе видите. Само еден јогурт враќа назад во детството. Прав јогурт од право млеко. Веќе не ги прават вакви. Мисли природно, храни се здраво. Ова е безобразни карти, освен јас и Мија, ни се придружува и доктор Боби од Систина. Здраво, доктор Слободан Лазаревски поточно. Така ли е? Така е. Може и така. Сте играле безобразни карти во Систина? Никогаш во сега. Океј, правилата се едноставни. Вадам јас фраза што вие треба да пополните со вашите карти што ги имате. Значи фразите се во моите црни карти, во вашите бели се другите нели работи со кои што треба да се пополни црната карта. Ајде, одиме, вели вака. Сашко Коцев ќе биде заменет со како водител на Златна буламара. Сашко Коцев ќе биде заменет со Драган Вучич како водител. Океј, имаш некоја? Треба ја да најдам. Ако имаш некоја, не знам. Па еве, види, горе-доле. Супер, Сашко Коцев Мија ќе го менува со црно крак. Опа, во надеж за подобри резултати на репрезентативен план, ФФМ планира да го повика кого во репрезентацијата?
доктор е прекрасно. Значи, во моментов овој човек е семоќен е. Зоран Заев. Ама он со странци пак ќе повика после тоа. Па затоа. И он може да им заврши работа. Може, Кили ќе го повика за малце да ги изрелаксира полека. Како беше оно? Немој да ме... Да. Таа водителката што ме смени. Имено. Видиш. Заборавете ги Силви Бенд. Најдоброто музичко дуо е кој и кој? Немам ја дуо. Двајца треба. Двајца? Значи, две карти. Така. Да, значи не мора ни име да е, нешто што и да е. Значи најдоброто музичко дуо е... И што едно да не. Види ова, видиш? Значи, вака, доктор Боби, заборавајте ги Силви Бенд. Најдоброто музичко дуо е Љубе Бошковски и вегите на Маријан Стојановски, бидејќи пеа, бидејќи нормално музикална веѓа, што е повеќе. Треба и ја да најдам сега две. Па да речеме. Сакаш да ми помогнеш? Еве, види. Да, може овој, да. Ова, да. Па нека биде две Ова вака, е супер, весело. да, точно весело. Весело. Најдоброто ново музичко дуо, дами и господа, ќе бидат Лестер Боме Кейлеп и сопругот на Каролина. Мија и Боби, докторе, останете со нас. Ние ти благодариме, нели, многу. Уште една шаплу за Мија за ова што дојде. Фала. Поздрав од нас од еден ден. Веќе бидовме кој ни е следниот гостин. Да, уште еднаш добре дене за доктор Боби Слободан, Боби Лазарески од Систина, моментално, нели, гинеколог, акушер, така му доаѓа. Така е, така. Првиот доктор, дами и господа, кој во Македонија направил дете од епрувета. Како му доаѓа, не знам вордингов да не утнам се. Така е, дете од епрувета. Дете од епрувета, така е. Најпопуларен израз беше порано. Кажете ми, доктор Боби, колку години има сега детето? 15. Значи ова беше пред цели 15 години. Цели 15 години, да. Како стигна цела ова работа прв пат да се направи ова кај нас? Па, тоа беше неверојатно, на клиника долго време се спремаше, али тоа се тие административни пречки што ги има во клиниката, кој ќе биде, кој ќе биде задушен, како ќе биде и така натаму. Инаку ние една екипа, прво да кажам како ја формиравме болница, нели, зашто тоа е најбитно, иначе да не ја формиравме болницата. Еден од основачите, така да, е. немаше ни да биде тоа бебе, нити ќе се развиеше оваа процедура. Не, ја отворивме вратата, сега, фала Богу, има доста во Македонија. Значи, ние неколку, во 90-тите години, неколку млади гинеколози се собравме и решивме, се смени системот, нели, и политички, и општествен и така, и решивме да отвориме некоја мала болница. Добро. По наш трг да си ја водиме ние и да правиме она што мислиме дека треба да се прави. Од тие неколку души останавме двајца, само јас и Дракулевски, излеговме приватно и во цело тоа време баравме спонзори, односно финансиска поддршка. Се најдовме со фамилија Камчеви тогаш. Така. Направивме болница, све беше добро. Додека све не склопивме, стокмавме и сега кога све беше во ред си рековме сега ни треба кадар. Така, тогаш се викаше Мала Богородица. Да, Мала Богородица. И успеавме, најдовме кадар, фала Богу, треба стварно за една мала болница минимум 60 души кадар. Го земе тоа доле чувари, шофери, Точно, администрација, анестезиолози, анестетичарки, сестри, така, педиатри, гинеколози и така натаму. И тоа успеавме да го направиме. Ве гледаа малце чудно у тоа време приватно што отварате? Не да не гледаат чудно, него тоа беа некоја такви настани се случи, да. Ние у тоа време 2000 година ова го правиме све, да негде февруари 2001 го ја отвориме болницата со целиот кадар. Ние од тоа време да пуштаме приватно здравство, еден златен рудник. Јас и сестра ми ја рушиме бараката, правиме куќа, да 2001 трети месец, март, мислам, почна и војната, или како го викаат тоа, конфликт. И тоаш ни се смеа сите, види ги овие будали, отвориле болница. Седи си државно, да, дали си нормален. Нема поприватно од државата. Така. И дури ни се јавува по телефон колегиве, имаше еден наш колега сега во пензија, една прекрасна личност, тој Јовковски Васко. Тој имаше некој Форд Проп со две врати. Добро. И него му се јава, ај овие други вика ќе возат такси, ама ти како ќе возиш такси? Вика, што ќе правиш? Точно. Да. И тогаш ги поделивме задачите, јас пошто и пред тоа се бавев со стелитет, бев само на некоја доусовршување во Софија и во Љубљана.
И почна работа. Ени повеќе овие учителиве нели ти викаат, не се секири ако 2-3 години немаш дете, ќе биде, викам, полека ќе биде. Јас имав таа среќа да втората пациентка остана бремена, а првата па вториот пат остана бремена и таа е некоја морална поддршка стварно ми дојде и добра екипа направивме и еве до ден денеска веќе 16 години со таа проблематика се бавиме, некаде имаме сигурно околу 10.000 циклуси и може и повеќе, негде 5-6... Тоа што значи 10.000 деца се... Не, негде 5-6.000 деца имаме. Така му Еден мал град во Македонија, да. Еден мал град. Браво, сега. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Hell Energy Drink. Нашиот закон дозволува и донација. Што значи тоа? Донација кога мажот е апсолутно стерилен, односно нема сперматозоиди, значи не само што нема во спермата, него нема и во тестисите при биопсија на тестис. Во тој случај може да одлучат, ако сакаат, се разбира, да жената остане бремена со донирана сперма. Добро. Сега, од кај доаѓа? Ние имаме договор се на банка од Данска. Значи, таа е една од најголемите банки во Европа сперма, се вика Криос. Така. Има материјали од сите континенти, сите раси, така на ето. Тоа значи дека македонкава, да речеме, доаѓа и може да си избере раса? Може да избере што сака. Значи, што значи тоа? Тоа значи не само парови. Значи, кај нас нашиот закон е еден од најлибералните закони во Европа. Значи, самохрана мајка може да дојде и да си избере материјал. И дозволува закон. Кога бира, што всушност бира, да речеме? Па има десетина параметри. Од наједноставно крвна група, физички особини, склоности, навики, професија. Физички особини во смисла набилдан. Најчесто. Така, сериозно? Спортисти бира, да. Добро. Значи највеќе сакаат спортисти. Склоност кон музика, има некој што е на пример музичарка, ако е или нешто или фамилијата, гледа дали и дури и тоа може. И тоа е. Дали фамилијата. Фантастично. Дури има во повеќето има и слика од бебе на донорот. Вау, нема зборови. Браво. Мислам, доктор Боби, има геј парови што доаѓаат? Не знам, кај нас како е тоа регулирано? Кај нас, мислам, законот не дозволува таква работа, меѓутоа, видите, машки сигурно нема, за женски не знам, пошто тие јавно не се изјаснуваат, меѓутоа самохрана мајка кој ќе дојде, или доаѓаат као другарка, ние не се интересираме многу, не прашуваме, некогаш се гледа, мислам, ама тука не можеме ништо и нормално, си тече процедурата. Да, легално правно. Да, легално правно. Според законите. Според закони, така. А како стоиме со стерилитет во однос на други држави, европски, светски? Секогаш по земјите што се во развој, за разлика од развиените, имаат малце поголема стапка на стерилитет, што е јасно. Различни услови живеат, најмногу е тоа социјален фактор, инфекциите. Вали и стресови или не? Не, најчесто е ради прерано почнување без заштита на сексуални односи, кога не се заштитени гениталните органи, се уште се неразвиени и многу често, ако тогаш настапи некоја инфекција, после тешко може да се опорави жената. И стресот тука игра голема улога, затоа што сум приметил во последно време многу и млади девојки доаѓаат на своји 30 години, 28-27 години со хормони кои одговараат на жена од 50 години. Значи, веројатно, а мајките, не е наследно, мајките си имале до 50 години, значи веројатно и начинот на живот сега овој екзистенцијалниве и опште проблеми што ги имаме во држава, општо и во регионот и во светот. Добро, по-возрастни жени се случува да дојдат и не знам, да треба да им кажете не може. И тоа е проблем, еден од најголемите проблеми. Значи, сега имав еден труд на еден медитерански конгрес, баш сега пред 2 недели во Будва. Значи, на сите ние што се бавиме со ова, најголем проблем е возраста. Значи, жената сака да роди и готово. Ние го се правеше законот, јас учествував во 2008 година кога го правевме, ставивме една граница 44 години. Тоа брзо тоа се прочу, се побунија жените, некои здруженија и на Уставен суд падна тоа.
Така да сега доаѓаат жени на 50 години, Чека 50. се, не е регулирано со граница? Не, немаме. Ние сме можеби единствена земја во Европа која нема граница. И овие многу пациенти имаме што доаѓаат од другите и од западноевропските земји кои доаѓаат затоа што кај нас нема граница. Рецимо, Чешка која има доста либерална е 49 години. Швајцарија е 43. Австрија мислам 42. И да плаќа и да сака не дозволува. Мислам ова вака и нека биде една покана за сите кои што се интересирани за овој тип на совети да се обратат кај вас во Стистина, така? Тоа може слободно да ги повикаме. Сигурно, така, сигурно. Исто да ве пофалам, значи тргнав, вие сте и спортист, така да практикувате она што го проповедате, што викаат, страствен велосипедист, така? Да, може да се каже. Што значи страствен велосипедист? У кој момент станува аматерски и станува веќе оноа... Да, ова беше не е аматерски, сигурно не е аматерски. Ја секогаш сум се бавил со спорт, трчање, планинарење и тоа ги пред 10 години ги скинав лигаментиве на десното колено и тогаш приватно работиш, не можеш да се оперира, нема време, многу отсуство. И ортопедот ми препорача единствено, вика, или пливање или возење точак. Од мака, значи? Од мака, да. И почнав точак да возам, тој купив еден, втор, трети, така, тоа одеднаш почнува. Не знам како да ви објаснам тоа, можеби. Се облакати оние тесни, не, такви? Тоа, секако ги... сето тоа. И onda тоа станува страст и стварно е нешто што мислам не можам, ја доаѓам од работа, фрлам колку да е, осим ако не е некој кијамет. И барем ако ништо друго до средно или до врв ќе се качам и така. Сабота и недела одиме и по 100 километри возиме. А најдолга рута што сте истерале? Па сме истерали до 150 километри. Зборувам во еден ден е тоа? Да, во еден ден. Јас, например, Охридот 2 пати сум го изедал, до Маврово и од Маврово во Охрид и така. Одиме и не само во Македонија сега. Една од најубавите работи е што е природа. Мислам, природа е прекрасна. Така да, тоа е тоа. Доктор Боби, благодарам што дојдовте. Доктор Боби мора, исто како и за нашите гости и за вас, Good Nature чајчиња, витаминка, секако пакетче, кошо да имате едно дание од Кристенсен, дека се најде. Доктор Боби Лазаревски, ви благодарам многу. И мене веќе многу. Здраво, другарче. Како се викаш? Нино. Нино. Браво, убаво име. Не толку често име. Да. Да, супер. Нино, играме погоди кој сум, што ја работела, позади има слика од некој познат човек, ние сите ќе знаеме кој си, ти не знаеш, прашувајме да, не прашања, јас ќе ти кажам да видиме за колку ќе погодиш. Ајде, пуштај. Супер. Дали сум машко? Не. Женско? Па да. Ајде. Пејачка? Да. Позната. Па и уште нешто прашај. Пример. Мажена? Разведена. Два-три пати разведена. Уф. Многу позната. Она доста позната. Црнобело нешто. Калиопи. Да, Нино! Браво, аплауз за Нино! Нино царе, јак демче. Браво, земај микрофонот, Нино! Носи. Имам многу пријатели кои што во овој период, да речеме, летен планираат свадби и огромен дел од нив една група викаат. И сега многу ми беше интересно зошто баш тоа е толку специфично. Сите од нив ми рекоа дека оваа група во моментов се топ of the топ за ваков вид на веселби, но јас знам дека ги среќавам и по многу други локали, и по забави, приватни, ресторани, клубови и така натаму. Така да чест ми е што се тука. Тајфата и Димитар! Диме, како е? Супер. Добре, само на микрофон ако можете, те чујат и другите. Имам имаш јас. таков? Работи Види бе. тука. Значи, каква професионална продукција сме, не ми се верува. Еден за зборење, друг за пеење ти дава. И секоја чест. Диме, Тајфата и Димитар вадат и албум наскоро. Значи, не само што ве гледаме на разни веселби и свирки и така натаму, него ќе има и албум. Така, кога од прилика да го очекуваме? Па ќе биде многу скоро. Значи се работи на албумот.
Наши соработници се Магдалена и Лазар Цветковски. Така, со тебе стандард веќе си работел? Па добро, да, и сега еве и во оваа екипа, мислам дека ќе направиме интересно музичко ново нешто во Македонија, значи нешто што ќе биде во многу културна варијанта измешано забавната музика со нешто етно, меѓутоа види, тајфата се докажени. Ти си докажен. Така е. А тајфата и ти заедно до прва да се збори веќе, тоа е тоа, ма како до прва па ти одиме, газиме. Слушај сега. Вие сте многу долго време на сцената и си имате големо искуство за тоа што значи да се биде музичар во Македонија, така? Сега ние подготвивме заедно со тебе, Димитар, топ 5 работи за тоа како да знаеш дека си музичар во Македонија. Па ајде одиме топ 5 како да знаеш дека си музичар во Македонија. Број 5. На настапи ти велат или јај Нована од Аца Лукас или јај Нована од Ед Ширан. Број 4. Ти им велиш ке бида музичар, а твоите те убедува да работиш нешто што носи повеќе пари, како на пример кројач или да чистиш шофершајб. Топ 5. Знаци дека си музичар во Македонија. Број 3. Септуе себе си што не си почнал да правиш турбо фолк, да си почнал сега ќе правеше милиони, а не да читаш глупости во еден на еден. Број 2. Ретко те плаќаат по настапи, кога бараш да те платат, газдата ти вели важно е да настапуваш, уметност не е за пари, туку од љубов. Не е за пари, бе, брат, за љубов е. И топ 5 знаци дека си музичар во Македонија. Број 1. Комшијата цело време ти вели, ај па на свадба ќе те викнам да ми свириш. Има 43 години и не е женет. Незгодно ти е да му кажеш дека никогаш нема да прави свадба. Тајфата и Димитар, дечки, можете шо и да сакате по ваша желба, ви благодарам што бевте тука. Повелете сега, направите го тоа најден што го знаете. Flesh and steel's the one, drawing in the colors of the evening sun. Tomorrow's rain, we watch the stains away. It's some things our mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch the lifetime argument, and nothing come from violence. Never could, for all is born beneath an angry stars. Let's we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from the stars, like tears from the stars. On and on the rain, see how fragile we are, how fragile we Зошто го сакам мојот Ford Transit? Бидејќи е одличен. Еве минатата недела бев на еден семинар. Имаше огромна шведска маса. Па цела си ја земав. Како? Како бе што се случи со храната? Па и таа ставив на место со простор за складирање како мојот Ford Transit. Во првите 10 секунди имав
Еттен лесно поминавме со прашањата и се надевам дека ви се допадна.